После 9 години на пазарот, Ford ја подготви втората генерација на малото доставно возило Transit Courier, кое согласно електричната определба на компанијата ја покажа најпрво во таквата изведба. Развиена е во сопствените оделенија за разлика од поголемиот брат Transit Connect, кој е ребрендирана верзија на Volkswagen Caddy. Ке се произведува во Романија на истата монтажна лента од каде излегува Puma, со што индиректно се најавува и електричната верзија на малиот кросовер. Дизајнерите малку отстапиле од Фордовата традиционална школа и експериментирале со стилот на марката и светлата. Внатрешноста е потполно нова, а таблата со инструментите групирана заедно со централниот екран, со кои се сместени еден покрај друг. Во споредба со моделот што го наследува е подолг за 18 см и има за 25% поголем товарен простор. Со зафатнина од 2,9 кубни метри тој е предвиден за две палети, а со помош на посебна склоплива преграда ќе биде овозможен превоз на предмети долги до 2,6 метри. За бензинската верзија е наменет еднолитарски мотор со 100, односно 125 конски сили, а за дизел варијантата 1,5 литарски со 100 коњи. Најсилниот меѓу нив ќе може да се добие со 7-степен менувач со двојна спојка. Целосните технички податоци за електричниот Transit Courier не се објавени, така што засега е познато само дека ќе има електромотор со моќност од 136 конски сили и можност за возење со една педала со максимална брзина од 145 км на час. Носливоста ќе изнесува 700 кг, а ќе може да влече приколка до 750 кг. Се очекува за 10 минути батериите да се наполнат за поминување на 87 км, што укажува на автономија од околу 435 км. Испораките на бензинските и дизел верзиите ќе стартуваат пред крајот на годинава, а на електричната во подоцнежните месеци на 2024. Цените ќе бидат познати налето, а дотогаш треба да очекуваме некоја информација и за патничката изведба Tourneo Courier.